Добар ден, почитувани. Французите треба да работат 2 години подолго, односно до 64 годишна возраст пред да се пензионираат. Според анкетите, на ова се противат 4 од секој 5 граѓани, а сето тоа се случува во време на економска криза. Економистот Ерик Хејер вели дека владата направила мала отстапка со одење од 65 на 64 години и на тој начин ја направила реформата помалку неправедна. Но ќе и биде тешко на владата да докаже дека таа е колку што може најправедната. Les efforts qui sont demandés, c'est ça le principal de la réforme, ne sont pas spécialement justes puisqu'ils vont peser beaucoup plus sur des salariés peu qualifiés qui ont commencé à travailler entre 19, 20, 21 ans. C'est eux qui vont finalement avoir l'effort le plus important à faire, tandis que à la fois les cadres, ceux qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler à 23 ans, n'auront quasiment très peu à contribuer pendant cette réforme. Сите главни синдикати во Франција повикаа на штрајкови и собири во знак на протест против владиниот план да ја зголеми старосната граница за пензионирање. Многу наблюдувачи очекуваат жестока битка што може да доведе до прекин на транспортот и јавните услуги. Oui, on voit bien lors des réformes précédentes que lorsqu'on augmente l'âge de départ à la retraite, il y a un côté positif, c'est qu'effectivement le taux d'emploi des seniors augmente, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais par ailleurs aussi le taux de chômage des seniors, ou on va dire plus largement le taux d'inactivité des seniors augmente également, et donc ça c'est la face cachée. А како е во Македонија? Според актуелниот закон, жените одат во пензија на 62, а мажите на 64 години. Од пензискиот фонд велат дека препораките од Светска банка и ММФ се дека треба да се зголеми старосната граница, иако уверуваат дека столбот е стабилен и се врши редовна исплата на пензиските примања. За синдикатите пак е несериозно дури и да се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање во Македонија. Наместо зголемување на границата, Слободан Трендафилов од ССМ укажува на потребата од воведување повеќе модели за поволни услови за пензионирање. Работната сила во Македонија треба да се обнови, треба да ги задржиме младите работници во Македонија, не треба да ги испраќаме во странство да градат туги бизниси и туги економии, и на начинот на кој ќе ги ослободиме работните места без оглед на тоа дали е во јавниот или во приватниот сектор, преку воведување на новите модели за пензионирање, ќе овозможиме овие млади работници побрзо да се вработат, побрзо и поефикасно да ги извршуваат нивните работни задачи, на тој начин да добиеме и поефикасен јавен сектор и поефикасен приватен сектор, што ќе придонесе за севкупното заздравување на економијата во државата. Од бизнис заедницата пак апелираат на недостигот на работна сила во земјава, па од тука сметаат дека поместувањето на старосната граница би било добро. Сепак, Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека таквата реформа не би смеела да им ги скрати веќе стекнатите права на работниците. Сметаме дека би било добро, меѓутоа би морале да направиме легислатива која ќе понуди решенија за трудоинтензивните дејности, за оние кои сакаат да одат во пензија, да одат во пензија, и за оние кои се неопходни да останат на пазарот на трудот, да останат. Не да се скратат правата, стекнатите човекови права на работниците кои ги очекуваат ни својот професионален долг, краток и така натаму живот. Во Македонија социјалниот диалог за пензиските реформи е на пауза, а оваа непопуларна реформа на пензискиот систем во Франција ќе ја тестира способноста на председателот Емануел Макрон да ги испорача ветените промени од реформската агенда што ја вети кога влезе во Елисејската палата во 2017 година. Почитувани, ова беше се во ова издание на темата на неделата. Повеќе прочитајте на slobodnaevropa.mk. Довидување.